Poštovani гледачи на спортска мрежа, овде сме во Кочани, каде што ќе поразговараме во ова ново издание од спортска мрежа со Александар Андов, кој што е селектор на женската сениорска репрезентација во и председател на Општинскиот фудбалски сојуз во Кочани. Најпрво благодарам за прифатената покана и ете како добри домаќини овде во Кочани на ваша територија, нели да поразговараме и за женскиот фудбал, меѓутоа и за ОФС Кочани и трета лига исто ги се она што практично ќе се случи во новата сезона. Благодарам најпрво и на вас на поканата да гостувам во вашата ценета емисија. Морам на почетокот да дадам пофалби за тебе како еден од ретките кои што се грижи во летните периоди, ги следи сите спортски настани, без разлика дали е тоа за прва, втора лига, машки или женска. Човек кој што навистина заслужува да биде на високо ниво и се надам дека денеска гледаме на едни од светските телевизии кои што го биваат за нашиот фудбал. Да, може. Вака сега, најпрво благодарност нели за уште еднаш за поканата и за убавите зборови, добри пречек. Стартуваме од женскиот фудбал. Вие сте селектор на сениорската репрезентација, имаме еден циклус во кој што нели кој што го игравте во рамки на овие Лига нации или ако направиме на ретроспектива или на што практично се случуваше веќе во ова 25-та година како селектор, како прв човек, ајде ако можем така да речем, на репрезентацијата, како ќе го сублимирате се тоа и што може да очекуваме во нина до крајот на 25? Добро, ако гледаме резултатски, јас не сум задоволен од овој циклус на квалификации кои што го поминавме за Лига нации. Зошто не сум задоволен? Затоа што игравме со репрезентации кои што се на можеби малку повисоко ниво од нашето. Претходните квалификации игравме на многу високо и солидно ниво и бевме на чекор до тој параш надпревар кој што ни фалеше само за еден бод, односно го изгубивме во 96-та минута. И сега оваа година имавме шанса да покажеме чекор напред, но некако дали премногу очекувавме сами од себе, дали бевме некако премногу сигурни во тоа дека сигурно ќе бидеме први во оваа група, бидејќи тоа ни беше и целта во оваа група. Можеби нескромно, но мораме да поставуваме високи цели. Се случија два кикса на почетокот кои што не беа и не требаше да се случат. Исто така треба да кажам дека не резултатски, туку напротив, не играчки се извинувам, туку напротив резултатски поминавме лошо. Инаку играчки ја сменивме формацијата. За прв пат, можеби во историјата во женскиот фудбал игравме во една напаѓачка формација која што е 4-3-3. Претходно игравме во 4-4-2 формација. Сакав да пробам малце поофанзивно, имаме такви играчи према напред, имаме Гинтијана Рочи, имаме Илза Максути, имаме Наташа Андонова, имаме Ленча Андреевска, Маријана Нацелов, дека и тој ни најсилниот дел од ростерот кој што го имам према напред. Сакав нешто да пробам, нешто ново кое што треба да биде. Се надевам и поттик да го работиме во иднина со нашата репрезентација. Имавме прекрасни игри, со секоја репрезентација можам да кажам. На секој надпревар креиравме минимум 4 до 5 100% шанси, но ни затоа реализацијата и тоа не кошташе да бидеме на крајот разочарувачки на третото место, а не на што го сакуваме на второ или прво место. Каква сега химијата во собликуваната леве и како вие сте задоволни од она што практично ќе треба вуњена или од фидбекот на самите фудбалерки? Видите, преку ноќ ништо не се гради. Како имаше на поговорка, вика ниту Рим не е изграден за еден ден. Наследивме репрезентација која што претходно играше во друга формација со други играчи, се ротира неколку играчи, вративме неколку од тие постарите, па сега повторно дел од нив некој се пензионира, некој се при крај на својата кариера, едноставно сакавме да дадеме шанса на поедна младост и искуство. Но последната утакмица која што игравме во Латвија, односно каде што настапив во првиот тим со 5 играчи од 17 репрезентација и оние беа од репрезентација и она утакмица 1-1 нереална, бидејќи заслуживме да победиме и 90 минути повторно имавме 100% шанса преку Илза Максути и не успеавме да дадеме гол. Ми дава за надежда дека имаме светла иднина во женскиот фудбал. Овие поготово утакмици и креацијата на играта, шансите, течноста во играта ми даваат за право да се надевам дека наредниот циклус малку позрели, малце поискусни, многу посконцентрирани. Сериозно треба да се размислува на ростерот. Не е веќе по минат труд, туку мораме да гледаме по сегашниот труд, она што го вложуваат сега нашите репрезентативки. Се надевам дека ќе направиме еден добар успех, да не кажам историски за женскиот фудбал, ако имаме некоја добра група и се надевам дека ќе ги зарадуваме и сите наши гледачи и Фудбалската федерација на Македонија.
на младост и изкуство и дел нели веќе кои што се пензионирали, би се пензионирали. Така. Има ли нина и ако направиме нели еден преглед и на останатите репрезентации кои што доаѓаат ли фудбалерки да тропат веќе на вратата на сениорскиот тим? Па видите, U17 е една прекрасна репрезентација, онаа која што заврши. Сега немаат право за настап во U17, но тие имаат за право да играат во U19. Така. И сега кога ќе се поклопат двете репрезентации, нормално е дека репрезентација ќе има предност, но не сакам да ги земам шансите и на селекторот Кирил Изов за U19. Сакам да му дадам максимална поддршка и ќе има секогаш. Нормално од селекторот на U15 Астрид Мерко, се до U17 Катерина Мириск, U19 Кирил Изов, ќе има целосно моја поддршка и секогаш ќе бидам тука на располагање за све што и треба. Но за квалификации се надевам дека ќе најдеме еден договор, бидејќи оние девојчиња кои што ќе играат во U19 и во А ќе имаат многу повеќе меѓународни утакмици, ќе стекнуваат искуство и се надевам дека за година-две од сега ќе има сјајна репрезентација која што се надевам дека ќе биде конкурентна и тоа сериозно конкурентна. Доколку успееме да ги задржиме девојчињата да го играат ова ниво. Све зависи од нив, колку ќе вложуваат во себе, колку ќе даваат во клубовите кои што играат, дали имаат перспектива за надвор од нашата држава да изиграат, тоа е еден прашалник кој што треба сами да се го решат и на мотивација која што сами треба да се ја дадат на себе, а ние сме тука да ги бодриме и да ги помагаме во се што треба. И сега фактот кога спомнавме клубовите, Љубовите направи еден голем успех еве изминатиот период да финишира таа прва квалификацијска група за Лига на шампиони. Колку другите клубови даваат ефект, колку се подига нивото во самата прва лига и колку можеме нели да претпоставам дека нели ги следите самите надпревари низ лигата, колку веќе се работи на тоа да имаме ние добри ни на кого се попрашни фудбалерите пред се младите. Видете, најпрво и во вашата емисија сакам јавно да ја честитам на ЖФК Љуботен за успехот кој што го направија. Тоа не е само подвиг за ЖФК Љуботен и за нивниот град, туку тоа е поттик и голем успех за целиот женски фудбал во нашата држава. Зошто го зборувам тоа? Затоа што пред се од овој солидарен фонд кој што ќе го добијат како клуб, ако до сега сите останати екипи кои што играат во првата женска фудбалска лига добиваа по некои $10,000 со самото учество на екипата во лига во квалификација Лига шампиони, со поминувањето на самата група сега се дуплира самиот солидарен фонд и мислам дека веќе се зголемува дупло, односно ќе биде околу $20,000, со што помагаат на сите клубови во државата. И тоа е еден голем успех и ние треба сите на тоа да честитаме на ЖФК Љубовден. Второ, резултатски многу добро помина. Првиот надпревар бев, лично го следев таму. Интересен надпревар, се гледа дека има капацитет во Љуботен, но овде доаѓа прашањето на тоа што тие зема Илза Максути, нашата репрезентативка, само за овие надпревари, инаку таа Турција сега игра, потпиша за екипа од Албанија. Така. Сега ќе се врати во матичниот клуб, тоа место ќе остане испразнето, голманската позиција, имаат голманката на U19, но зема и од Казахстан исто така голманка друга која што ќе најверојатно ќе биде права опција, бидејќи беше новиот два надпревари и сега оние странки кога доаѓаат полека сигурно го заземаат местото на нашите, но тоа не го гледам како неуспех, напротив, тоа би требало да биде мотивација за сите оние кои што играат во вакви клубови. Дали тоа ќе биде ЖФК Љуботен, Брера, Каменица, Саса или некој од оние кои што ќе се заселат со играчи надвор, мора тоа да биде дополнителна мотивација, односно тоа да биде стимул за нив да тренираат дополнително повеќе, да даваат дополнителен максимум и да се изборат за местото во тимот, имајќи предвид дека овие кои што доаѓаат се нели капитални играчи кои што треба да играат, но ме радува фактот дека Хава Мустафа како шпиц и играше исто така прекрасен надпревар во Латвија, на последниот надпревар даде 4 гола, изигра симултантка, да не кажам, со последниот противник на Љуботен, така да тоа е еден дополнителен стимул за нас како репрезентација дека имаме капацитет и дека мораме тој капацитет да го ставиме во функција и на репрезентација, не само на клубско ниво, односно тоа да не биде еден пат кој што би го изодели заедно за да имаме одлични успеси. Сигурно ќе биде тешко и Љуботен да ја задржи со оглед на фактот дека нели веќе ќе се наметнува претпоставаме и ќе биде на радарот на некоја европска екипа. Кој е најсериозен предизвик кој што стои пред вас како селектор, а во поглед на единец? Видете, за мене најголем успех е ако успеам играчите од U17, сега U19 и оние кои што се U19 да ги вметнам и да ги вклопам во репрезентација. Не е успех само резултатски она дека треба да бидеме први или втори, да, тоа ни е приоритет, тоа ни е цел, но градењето на еден здрав костур, еден тим кој што би траел 10-12 години и во иднина, не мора да бидам јас селектор или некој друг, кога би имал материјал за работа, кога би имал репрезентативки со меѓународно искуство, односно млади кои што се перспектива иднина, за мене тоа би бил најголемиот успех како селектор, да оставам нешто позади кое што ќе донесе резултати на повисоко ниво, но не бегам од одговорноста и сакам да
да успеам, односно би сакал да го играм тој бараш надпревар, да и дадеме еден потек и на сите оние други позади нас кои што доаѓаат, да знаат дека овде има иднини, дека треба да се борат да бидат во дресот на женската репрезентација. И сега на интересно прашање, како изгледа ден на селектор на женска репрезентација, особено кога сте во карантина или во фаза на подготовки? Што нешто клучно го правите после станувањето или будењето за новиот ден? Видете, ние сегаш кога ќе станеме, имаме нормално доручек сите заедно, потоа имаме активација, која што треба да ја сработат сите, задолжително за сите, тоа го работи фитнес тренерот кој што е во нашата репрезентација. По самото тоа имаме една мала пауза која што ја користат обично за дружење помеѓу самите себе, но ние како стручен штаб се повлекуваме и веќе разговараме за позициите, за местата, за идејата, онако како би требало да играме, како би требало да изгледа тимот на теренот за самото такмица и припремата, кое што имаме веќе подготвено и разгледуваме дали би менеле нешто или не би менеле нешто. Па доаѓа нормално ручекот, потоа имаме еден, да не кажам мал дел на анализа или оно што би го работеле на самиот тренинг и се објаснува сето тоа електронски, значи на табла се гледа секој движење на секој играч посебно разработено и се даваат стрикни инструкции кои што треба тоа да го стимулираат на тренингот. Ако со самото стимулирање на тренингот, тие веќе знаат и на самиот натпревар каде треба да се движат во фаза на одбрана, напад, транзиција према напред и назад. Тоа го работиме и тоа доста напорно го работиме тоа, се враќаме назад, тие имаат вечера, по вечерата правиме анализа на противник. Кога завршува анализата на противник, имаат масажа, физио, се оно што е потребно за да бидат спремни за утрешниот ден и веќе 22:30 сме сите по соби во кревет, каде што треба да бидеме одморени и спремни за наредниот ден. Ова е така еден обичен ден, се е во функција на репрезентација, нема премногу слободен простор за нешто друго и кога сме таму нормално да разговараме за тоа, бидејќи Фудбалската федерација на Македонија ни дала доверба да работиме во интерес на репрезентацијата, а не за некои други цели. Кога имаме некој надпревар, да речеме, кој што е егал борба 1-1 нерешено на полувреме, каква атмосферата и кои се можеби несовите кои што најчесто вие ги делите во субјективната, или можеби некој од фудбалерите да бара некој мотив повеќе, ајде да речем така, за да може да стартува во второто полувреме уште подобро? Видете, според мене најголема задача и работа моментално на сегашните селектори, менаџери, тренери, шефови на стручни штабови би требало да биде самата мотивација. Само надпреварот не почува од 17 часот кога би тргнале, туку за мене надпреварот почува веќе уште од најавата кога имам распоредот за она кој што следува во наредните 3, 4, 5 месеци. Планот и програмата се прават веднаш, се седнува со стручен штаб, разговараме, некој пат имаме и онлайн средби меѓу нас самите, се договараме за она што следува, секој противник, правиме некои наши анализи помеѓу себе и на нашата репрезентација. Но пред се секогаш што изборувам и начинот што изборувам на нашите репрезентативки дека никогаш нема да се налутам без разлика на резултатот и тоа ако бидат сконцентрирани, ако го дадат својот максимум, ако бидат доволно агресивни, ако спроведат тактиката, ако бидат дисциплинирани во играта, сето тоа ако го наметнат на самиот терен и ако тоа се гледа дека стварно го работат со даден максимум, оно 100% од самите себе, тогаш и резултатот ќе дојде. Можеби не монма, некогаш ќе немате спортска среќа, некогаш едноставно противникот е посилен од вас. Не можеш да се бориш на тоа ниво, но кога ќе ја видиш самата енергија внатре во теренот, самата желба, самата искра дека се бориш за националниот адрес и она на кое што се договараме дека треба да бидеме мирни, сконцентрирани, да не паничиме, затоа што во претходните циклуси случуваше ние да имаме минус 2-3 гола негативо во првите 10-15 минути. Сега тоа не е случај, можете да видите дека до самиот крај се бориме за секој бод, за секоја победа, дури за секој пораз. Одлучуваат последните минути, но мислам дека година и пол како сум селектор, дека веќе имаме некој ниво, дека сме зрели, тука помагаат сите и мислам дека со една добра мотивација, со една добра подготовка, оно што го имаме и сега како база, ние имаме сериозен потенцијал да направиме нешто во наредниот циклус. Дали доаѓа може некоја фудбалерка во случај на лош надпревар, некогаш можеби да се извини за лошиот ден или за лошата игра? Видите, секогаш морате да имате лидер внатре во теренот. Тоа е број еден правило, затоа што несвојствено е цело време да ги водите од страна. Да кажувате како треба, што треба, туку мора да ја дозволите тие самите да осетат играта внатре. Кога ќе го пуштиме тоа, тогаш треба да го работи капитенот или оној лидер кој што е во теренот. Имало извинување, тоа ќе кажам јавно, дека и на големата играчка наша, тоа е Наташа Донова, кога се има пред сите извинето дека не бил нејзин ден, дека сакала, пробала, но не било тоа што треба. Имало моменти кога јас сум давал инструкции кои што
не ги спроведувале, па исто така на најголемите, како што е Гинтијана Рочи, Илза Максути и слично, не им било драго, оно што го кажувам, но секој што барал суштина. Ти ми имаат за пријател мене и надвор од селекторската позиција, и како човек, и како тренер, и како се, но таму сме внатре во интерес на репрезентација. Таму забораваме на се, таму нема лични пријателства, таму нема врски, таму не сме еден со еден ништо, напротив, таму сме сите во функција на репрезентација. И тоа мораме да се го ставиме во глава сите. Така работи со стручен штаб. Се надевам дека ќе сватат многу брзо од денес и оние помалите кои што доаѓаат, бидејќи оно што го пренасаме ние на оние кои што доаѓаат од 17 или 19, она атмосфера која што е таму. Ако наметнеме победнички менталитет, ако наметнеме дека ние можеме да играме, ако видат енергија, дека таму има тимски дух, дека таму има енергија помеѓу самите играчи, тоа ќе го прифатат и ти многу полесно ќе се адаптираат и ќе даваат поголем придонес за самата репрезентација. Доколку биде како она што беше порано 7, 8, 19, тогаш би било сосем нешто друго и нивниот победнички капацитет и менталитет би го вратиле нас. Така. Што до краја на 2025 очекуваме од репрезентацијата и кои се целите кои што ќе имате сега и со ово ново раководство или на фудбалската федерација на Македонија, претпоставам или е разговарано, имате утврдено може некои долгорочни цели? Па вака, најпрво да кажам дека ние обично ги користиме FIFA и UEFA термините. Јас не користам други термини за собир на репрезентација. Зошто? Затоа што сметам дека најдобрите треба да ги имам на секој собир. Односно, доколку имам потреба да направам камп од домашни играчи, би го направил во 2 дена. На некои 2 пријателски утакмици, во некој такмичарски рок, каде што би имало пауза поради U17 репрезентација или U19, да ги собирам оние кои што мислам дека се најдобри, па на 2 утакмици да извлечеме нешто, да видиме дали имаме нешто ново, дали немаме, но морам да кажам и дека имам одврзани раце од Фудбалска федерација на Македонија, од председателот господинот Масаро Мирагич, следам на превари. Секоја недела сум на некој од надпреварите, поготово на кога што ќе има дерби надпревар. Сигурно сум пример добро домаќините од секоја екипа, тоа морам јавно да го кажам. Се следи секогаш кога не можам да бидам во присуствие на терените, тоа го следам на лайвстримот кој што го возможува Фудбалската федерација и тоа ми е еден дополнително гледиште за оно што се случува во женскиот фудбал. Но до крајот на 2025 имаме 2 собири, би требало да имаме 2 собири. Првиот би требало да биде некаде од 20 до 28 октомври, каде што се преговара за 2 надпревари овде во Скопје со репрезентацијата на Русија. Тие немаат право можеби за настап на европски надпревари, ако не се лажам, но имаат право да играат пријателски надпревари и тоа не е забрането. Има голема желба од нивна страна да се изиграат 2 надпревари овдека во Скопје. Јас прифаќам секогаш предизвик, така да се надам дека ќе успееме да ги изиграме тие 2 надпревари и во ноември некаде би требало да имаме уште еден собир од 7-8 дена, тука се веќе преговара со репрезентацијата на Хрватска. Зборувам за противници кои што се далеку поквалитетни од нас, но ако немаме цел да ги стигнеме нив или да пробаме да изиграме одлични надпревари со нив, тогаш не гледам каде ни е другата цел како репрезентација и едно мене како селектор, ако играме само со репрезентации кои што се на некој наше ниво. Затоа го прифаќам овој предизвик и би сакал да ги имам сите на располагање, оние кои што треба да бидат како правотимци и дел од нивните планови за 2026 и се надам дека ќе повториме барем како еден надпревар донес од Црна Гора кога победивме 3-2 и го морам да ви кажам дека гол разликата ни е 22-1 во минус со Црна Гора од претходно. И кога дојдов дека ни од селекторот ми беше пружена рака и ни беше кажано дека ова е сосем нова друга репрезентација, дека 3-1 на полувреме ние никош не сме водели, имајќи шанси да биде 4-1, 5-1, заврши 3-2, вториот надпревар малце падна концентрацијата, го изгубивме последните 20 минути, каде што веќе немаше снага екипата наша, која што не е навикната да игра 2 тешки утакмици на таков краток временски интервал, но и тоа ќе го стигнеме со работа и со труд. И сега спомнавме околу клубовите, лигата е веќе знаеме дека на 17 август започна новата сезона. Кочен е тој кој што се врати нели во првата лига поранечен шампион на Македонија. Што може да очекуваме и што практично вие ќе очекувате како селектор? Претпоставам дека нели ги следите екипите, гледаме дека Љуботен се засилува, Саса е таа која што покажа засилување, Тиверија можеби некаде падната, Скопје и Статус е тука некоја константна со домашни играчи. Очекуваме ли многу по-неизвестна сезона за разлика од претходната и поголема борба ете за тоа прво место кое води во Евро? Видите, јас и претходната сезона сум позитивно изненаден од оно што го видов на терените, поготово на дерби надпреварите. Едино вториот дел од сезоната малце потврли екипата на Каменица. Инаку оние други екипи кои што беа вдека, кои што се бореа, држија егал, дури екипата на Брера од Тиверија од Струмица ги изгуби
своите бодови шанси за првото место во Пражино, каде што ги изгуби со ЖВК Истатов и ЖВК Скопје. Значи секој секого може да победи, секој може да изненади. Скопје има сериозен тим веќе, мислам дека дури би биле во првите 3-4 екипи кои што би допринеле многу и би од нив зависел распредот на горниот дел од табелата, на врвот на табелата. И Статус сериозно работа и селекторот Кирилов е голем работник. Одамна е во женскиот фудбал, го познава секој дел од женскиот фудбал дека и мислам дека и тој ќе направи респектабилен тим кој што би ги замрсал сметките на овие горе. На борбата би ја гледал помеѓу ЖФК Љуботин и Каменица Саса кои сериозно се засилуваат и оваа сезона ќе биде предизвик, а и нормално Љуботин ова што го направи на клубско ниво би бил предизвик за секој клуб да го надмини и така само можеме да одиме напред. И сега спомнавме околу делот или Кочани се врати тука, ќе видите некој од долниот дел на табелата. Ќе има ли по-неизвестна борба со оглед на фактот дека минатата сезона знаеме хендикепот на Шкенди кој се откажа, па битката беше да се избегне тоа предпоследно место. Меѓутоа знаеме дека нели многу често баражите тешко дека може некој втора лига да се наметне. Очекуваме ли тука на по-неизвестна трка и причина повеќе да се вложува и за да се избегне нели и трката за опстанок да биде по-неизвестна? Видите, најпрво многу ми е мило што од мојот град, нели, од Кочани, повторно Кочани се враќа на фудбалската мапа, односно на првата македонска фудбалска лига, каде што е местото. Јас бев дел од тимот заедно со Оливер Јовановски, сегашниот шеф на стручен штаб, кога ги освоивме шампионските титули, 2 куп титули, играме квалификации Лига на шампиони, турнири во Франција, во Страсбург, освоивме прво место на тој меѓународен турнир. Први кој што овдека во Македонија го победија машината тогаш со 2-1 во Кочани за припремите. Тој е сериозен тим и клуб кој што го има раководството кој што беше тогаш. Знаат како треба, искусни се во тој дел. Шефот на стручен штаб Оливер е долгогодишен спортски работник со многу големо тренерско искуство, ги познава приликите играчите во женскиот фудбал, но во границите на или во можностите оно што го има како буџет клубот тие веќе работат на пазарот. Јас се надевам дека ќе бидат на некој сигурно место и дека оваа година ќе биде година на стабилизирање или адаптација во оваа прва лига, а еве веќе наредната година се надевам дека ќе бидат и тие негде во врвот и ќе се борат за тоа прво место. Сега ако ќе направиме на паралел или ако ја погледнеме фудбалската карта на Македонија, гледаме дека многу големи градови немаат женска екипа, еве како еден Штип да речеме тука во овој крај каде што ОФС Кочани е само Кочани и Саса практично. Во долна дел на ајде Радовиш некој нели има втора лига Тиверија Брера. Како Кочани се снаоѓа со млади фудбалерки, каков интересот тука и каков е генерален интересот за женскиот фудбал во овој крај, меѓутоа и во цела Македонија? Ќе ви кажам нешто, јас инаку нели сум вработен во основното општинско училиште Никола Карев. Таму мој колега исто Оливер Ивановски, тренерот или шефот на стручен штаб на ЖВК Кочани, тој сериозно се бави со таа тематика, бидејќи уште најмална возраст анимира девојчиња од 4 и 5 одделение, кој што ги заинтересира женскиот фудбал. Тој има некој проект со фудбалската федерација кој што е заедно со училишен спорт. Федерацијата на училишен спорт, видливост на спорт, мислам така дека се вика да не ме земајте со спорт точно, каде што тој ги вклучува токму девојчињата и ги анимира со фудбал. Тие тоа го гледаат, сега нормално на почетокот се работи на квантитет, потоа се влече квалитетот таму, но ќе ви кажам дека во рок од 3 години 2 пати основното општинско училиште е државен првак на Македонија во голем фудбал, што значи дека имаме потенцијал како град. И тоа ме радува бидејќи 90% од ростерот на ЖВК Кочани со играчки од овој калибар, односно домашен, доаѓаат од дома од Кочани и поготово од оние шампионските екипи на основното општинско училиште Никола Карев, оно што го зборев пред малку. Има девојчиња исто така и во фудбал Старец кои што тренираат, но сега тие не се такмичат, туку играат заедно со момчиња. Веќе неколку таму премина овдека во ЖВК Кочани. Каменица Саса својот потенцијал го гледа од играчи од страна. Има 2-3 играчки кои што се од Каменица Саса, мислам дека тие треба да работат на тоа ниво. Мислам дека Федерацијата на училишен спорт заедно со фудбалска федерација и оние проекти кои што ги финансира фудбалската федерација се основа одаму кај што треба да ги вадиме и машките и женските идни фудбалери и фудбалерки, бидејќи сршта е во самите училишта. Таму имаме наставници по физичко и здравствено воспитание кои што може да ги анимираат, може да разговараат со родители, имаат простори и услови за работа. Треба да направат да го засакат овој спорт, поготово фудбалот, и од таму тоа да не биде на како на почетна база за работа.
Така. И сега спомнахме ОФС Кочани, вие сте председател практично и тук е седището на Трета лига Исток. Веќе сме во на нели приправен дел, да речеме финиширање за стартот на новата сезона, која што закажа ми се чини на 7 септември. 12 екипи, после долго време коначно нели поголема бројка, повеќе надпревари. Што може да се очекува од Трета лига Исток и како вие веќе концепирате новата сезона 25-26? Па видете, ние сме веќе четврта година поред како носители на Третата лига одека во источниот дел, заедно со јужниот веќе. На почетокот можам да кажам, се сеќавам на првиот состанок кога бев во Штип, кога немаше ниту една екипа припријавена, година и пол не се играше Трета лига овдека во источниот дел и јужниот дел. Се собравме сите кои што сме членови на управниот одбор, со председателите на општинските сојузи. Ми беше доверена на мене таа чест да имам да пробам да организирам оваа Трета лига, повторно да ја вратиме на картата на македонскиот фудбал. Со многу труд и мака заедничка ја успеавме да нас собереме 6 екипи. Се играше, ако не се лажам, тропежно првиот дел, ако имаше доволен број на утакмици. И тогаш екипата на Овче поле Цвете Николи го играше тој бараш надпревар во Ѓорче. Водеше 0-1, загуби 4-1 после од противникот и така почна полека да се враќа надежта дека Третата лига може да се игра, се организира, видоа транспарентност, честност во работата и тогаш сите почнаа да сакаат нели да се враќаат полека во оваа Трета лига, кој што е расадник нормално на талентирани фудбалери кои што натаму би требало да бидат перспектива во нашиот фудбал. Сега оваа година имаме 12 екипи пријавени кои што треба да го потврдат своето учество до 15 сега август со плаќањето на котизацијата за првиот дел од сезоната. Драго ми е што после една година ФК Рудар најави дека ќе се врати, победа во Ландово, Вардарски. Има некоја најава од ОФС Штип дека сакале Три чешми да вратат своето учество во Третата фудбалска лига Исток. Се уште нема официјална потврда од тоа дека се регистрирани во централен регистар и слично. Кога ќе го добиеме и тоа би можеле да отидеме дури на 13 екипи, доколку некој не се откаже во последен момент, што за мене е еден голем да не кажам бенефит, бидејќи ние како сојуз покажуваме дека знаеме, умееме, можеме да го организираме тоа. Не сум само јас овде како председател, позади мене стои целиот управен одбор на Трета фудбалска лига, одлична и прекрасна комуникација со сите председатели на сите сојузи, тимот кој што е во ОФС Кочани, од судиски актив, нели овие спортски работници кои што се овдека, мојот секретар Столе Тошев кој што работи на високо ниво и навистина би сакал тоа јавно да го кажам. И се надевам дека и оваа година ќе биде успешна оваа лига, веќе 3 години е успешна, 3 сезони е успешна, а потоа ќе разговараме за тоа како би продолжил и каде би продолжил. Има ли некои екипи кои што можеби ќе се издвојуваат како фаворити или кои што можеби веќе работа на нешто посериозно? Бидејќи видовме ајде победа во Ландово се враќа и тие први започнаа практично со подготовките, Рудар се врати, нели тоа зборуваме за екипи кои што имаат некоја традиција голема во македонскиот фудбал, што е за поддржување ти како Брегалница Делчо кој што не беше активна па се врати. Има ли некој кој што можеби ќе се издвојува? Тука и Хоризонт Турно, нели поранешен и вице шампион на Македонија. Така. Видите, прво често задоволство е да имате такви екипи во самиот систем на преворање во Третата фудбалска лига Исток. Ако лани или минатата сезона се знаеше дека Славовиница е убедлив шампион и дека таа е на врвот и не може никој да парира, мислам дека ова година ќе биде доста неизвестно. Зошто го зборам ово, бидејќи како председател на ОФС ги следам овие трансфери кои што ги има во екипите кои што припаѓаат овдека во овој сојуз, имаме нели Берово, Делчево, овој дел Зрновци, Облешево, Чиново, овие се општини кои што припаѓаат при ОФС Кочани. Гледам дека екипата на Брегалница Делчево сериозно работи на да има тим кој што ќе биде респектабилен и ќе прави доста проблеми. Победа во Ландово е на, да не кажам, големи оптимисти дека би биле тие први во оваа сезона и нивниот председател е доста заложен за нив, се бори за нив и многу ми е мило за тоа дека повторно таму се враќа нели. Фудбалот за Рудар Пробишти немам информации дека имаат амбиции да имаат нели некој второлигашки статус или би се бореле тука. Стандардно дека екипата на Овче поле Цвете Николи кој што секогаш е во врвот, дали е прва, втора, трета, небитно. Овдека е така да јас мислам дека би имало околу 3-4 екипи кои што би се бореле за тоа прво место, без фаворит, ќе напоменам, кој што би бил далеку напред од сите овие други. Значи ги гледаме доста неизвестно, можеби последното коло практично да го реши шампионот кој што би Бараш. Се е можно оваа сезона. И сега се спомнува дека нели останал тој концепт пак првиот да игра Бараш, меѓутоа се спомнува и воведување на 6 регион.
во трета. Дали можеби ќе биде офатен трета лига исток со некој прикројување или ќе се остане како што регион, бидејќи сте територијално можеби најголемиот регион. Од Македонска Каменица па се до Гевгелија дура. Видите, кога најпрво добро беше од страна на Фудбалската федерација што пратија нивни представници заедно со генералниот секретар Леонид, заедно со шефот на Стружи штаб Стојче и Герасимов, дојдоа во Кочани, сака да запознаат со целата ситуација, колку клуби ОФС Кочани, на која територија располага, колку општини спаѓаат под неа, колку активни суди имаме, колку активни фудбалери, колку тренери и слично, и тие веќе имаат јасна слика за она што се случува на територија на источниот дел овдека во Македонија и на цела држава. ОФС Кочани веќе 7 општини кои што припаѓаат нели на источниот дел, тоа речи скоро целиот исток овдека. Се уште немаме разговарано за тие 6 регионални центри кои би биле, нели, кои ги најави Фудбалската федерација. Немаме одржано состанок, не сум повикан од страна на стручните служби во Фудбалската федерација да разговараме за тоа. Мислам дека кога ќе се донесе одлука, ќе знаеме сите, ќе биде транспарентно објавувано како до сега, но се надам дека Кочани ќе остане еден од тие центри, бидејќи фаќата 7 општини, некаде над 120-130 или жители вкупно во тие општини, повеќе од, не знам, да не кажам заедно со општинската лига, би биле тоа некаде над 20 клуби повеќе. Мислам дека заслужуваме да бидеме еден од тие центри. Така. И сега има едно ново правило во трета лига, тоа е во однос, нели, истото е и во втората лига со младите играчи кои што се опфаќаат и му се дава многу поголема простор и шанса на младите играчи. Како ќе бидат екипите во истокот, кога е во прашањето, бидејќи треба да стартуваат, нели, со тројца играчи под 21 година, ќе има ли проблем можеби пред се во тие помали средини каде што тешко можеби се наоѓаат веќе млади фудбалери? Јас не гледам проблем тука, бидејќи ние имавме проблем со тоа што имаше помали играчи од она што е дозволено. Имаше некои 15 години навршуваат, сега 16 години што чекаат да заиграат во таа трета фудбалска лига исток, поготово краевите како што се берува Делчево дека Каменица. Имавме, нели, разговарано со нив, мора да почитуваат, да чекаат оние фудбалери кои што беа на таа возраст цела полусезона да се приклучат на тимот, и мислам дека не би имало проблем, туку напротив, тоа ќе биде леснување за самите тренери, дека треба да имаат млади играчи кои што ќе бидат исфренли во самиот тим. Би биле поеднакви екипите, нормално, тоа е за мене позитивен гест и чекор кој што го направи Фудбалската федерација и дава можност на најмладите да пробат да играат во таа трета лига. Зошто го гледам тоа така, поготово за источниот дел, бидејќи има многу клубови кои што немаат младенци. Имаат, нели, кадети, пионери, помали младенци, но немаат оние младенци и играчите обично завршуваат кариерата некаде тука после завршувањето на тие некои 15 години, немаат каде да настапат, не играат година дена сениорски фудбал, треба само да тренираат, немаат услови да патуваат. Сега веќе имаат, нели, они веќе наполнети 16 години, не мора да бараат место каде што ќе играат, туку може веќе тројца стандардни треба да бидат во првиот тим и еве може шанса да се докажат. Така. И сега во финишот на самата емисија мора да спомнеме Осогово, бидејќи сме овде. Осогово остана преку таа ждрепка, бидеше поразумник, така се спаси. Меѓутоа гледаме дека има нешто и она што можев да го видам и од самиот тренинг, дека веќе на некој повисоко ниво, и од аспект на организираност, и од аспект на тренинг, и од аспект на подобрена инфраструктура, тука значи она може тој жолт картон, нели, дава знак дека треба да се работи на повисоко ниво. Што она што може, ето, бидејќи сте тука практично и сте и поранешен тренер на, ако не се лажам, на Осогово, што она што може да очекуваме од Осогово, ќе оде ли некое високо скалило, барем да биде некој стабилен второлигаш во првата петорка или првите 6? Можам да кажам дека новата управа, која што го зема клубот негде на полусезоната од претходната сезона, има високи цели и амбиции. Мене ми е чест и задоволство, бидејќи ги знам луѓето од овој град и знам колку се вредни, честни, транспарентни и сакаат да работат за клубот. Работат на еден многу сериозен начин, што одамна го нема видено дека во клубот, бидејќи неделно имаат по 2 состанока, работат со младите категории, се припремаат месец-два однапред како би изгледала сезоната, кој буџет би требале на оние млади категории, го отстрнуваат буџетот од првиот тим. Со првиот тим се работи многу посериозно од претходно, можам да кажам тоа со сигурност. Сите играчи кои што се одека во ГФК Осогово се исплатени до денар, новата управа е навистина транспарентна.
обезбедува средства, дел од општината, дел од спонзори, кои што даваат и јас мислам дека ги вратија пред се спонзорите. Тоа морам да го потенцирам со еден маркетиншки трик, да не кажам, веќе се на делот од трибината кој што не е покриена, се направени транспарентни реклами за секоја фирма која што би сакала да го има своето лого таму. Веќе бројот е потполнет. Целосно. Значи, Да, добро тоа може да го работи пиарот. забележите, така пиарот добро работи, ангажирани се, работат со бизнис секторот, имаат посебни места луѓето кои што допринесуваат овдека, доаѓаат, имаат као некоја мини ложа кои што се дружат Така. помеѓу себе, публиката се врати на терените, имаме сериозни играчи кои што пристапуваат и самото тоа дека финансиски се стабилни и дава поттик, нели, дека се надеваат и доаѓаат играчи кои што се од многу поголем размер од претходно кога би ги имале ние кога јас бев тренер. Значи, доаѓаат подобри времења за Јас Осово. се надевам дека ќе бидат некаде на средината на табелата и повеќе. На крајот само ќе има ли општинска лига за кочење? Да, сериозно работиме на тоа. Ние имавме општинска лига и претходната година, но со несреќата која што се случи дека на 16 март ние ја прекинавме таа лига. Веднаш подесовме барање до Фудбалска федерација дека ја прекинуваме, дека ја укинуваме, направен извештај, записник за тоа, дека лигата се поништува. Не од причина дека не можеше да се заврши, туку едноставно не беше ниту време, ниту момент за тоа. Имавме 8 клуба, почнавме со 6, имавме 8. Оваа сезона веќе повеќето објавен, наредната недела имаме состанок со сите клубови. ОФС Кочани како организатор на оваа лига ги ослободува клубовите, значи нема таму котизација, нема членарина, немаат легитимации, тоа све ние го покриваме, не плаќаат суди, ние го плаќаме тоа, делегатите исто, ние како сојуз ги плаќаме. Сега се договараме ова година да биде и видлива, сакаме да снимиме неколку надпревари, да во живо, и се надам дека користејќи ги овие турнири како Линденските игри, сега овие Богородични кои што ќе бидат во Долни Горни Подлога што ги организираат во овие села подоци на градот Кочани, се надам дека повторно ќе организираме и дека ќе имаме 8 клуба кои што лани беа активни, дека ќе сакат да продолжат да играат оваа сезона. Значи, се работи на доста високо ниво овде во ОФЗ Кочани, меѓутоа и ете тоа се пренесува и во ГФК Осово. Можам да најавам исто во иднина дека ќе имаме и футсал клуб. Денеска бев посетен од страна на еден од членовите на Фудбал Старс, кој што бара изнемување на сала, простор, услови. Тоа му обезбедено од моја страна, како председател на ОФС Кочани, му обезбедувам и термини бесплатни и оно што ќе треба се за да функционира. Се надам дека Фудбалска федерација до сега имаме прекрасна соработка, ќе обезбеди реквизити, опрема, футсал топки, оно што ќе биде потребно. За ден-два излегува во централен регистар. Сериозен спонзор има, тоа е Аутовелт, кој што сака да вложи во фудбалот и е еден од генералните спонзори на ГФК Согова, и се надам дека преку зима ќе гледаме во Кочани фудбал, тоа ќе биде тој футсал клуб и ќе му даваме максимална подршка. Значи, уште еден мотив плюс повеќе она кога е опрашање фудбалот, претпоставам нели ќе се стартува таа втора футсал лига која што нели на ниво на Македонија, ќе гледаме доста и таму неизвестна борба и одново ќе има нели некој дерби над првер, особено дека истото Николе е тука нели во истото така дека има некои локални ајде регионални дерби над превер. Имам искуство и таму, бев 2 години тренери во футсал екипа Унипап, која што исто така имавме еден сјаен дел од една сезона и бевме на чекор исто за влез во првата лига. Тогаш имаше 2 клуба овдека, едниот беше Торпедо, другиот беше Унипап. Едниот тренер бев јас, на другиот сегашниот тренер на ГФК Согов Крсте. Значи имаше локално дерби, така е, салата беше полна, многу емоции, едни навиват за едни, други за други, дружба помеѓу нас. Тоа е прекрасен амбиент и ќе направам секако председател повторно да го вратам тоа. Нека биде прв чекор овој клуб, па се надам дека ќе имаме простор за уште еден и ќе го вратиме на ниво и поготово Кочани онома кај што служува на мапата на фудбал. Така и што најважно младите ги носиме на вистинските правилни пат, а ги тргаме од овие модерни пораци. Така и ние како град ова година бевме организатори на младите олимписки игри, што после 20 години се случува одека во Кочани. Домаќини бевме токму ние како училиште, односно јас каде што потекнувам. Се играше футсал, голем фудбал на ниво на целата територија на општина Кочани, Оризари. Сите сали беа зафатени, целиот град живееше, но најмногу акцент ставивме на фудбалот нормално. Таму ни лежи нели душата и оваа година повторно женската екипа на Основното општинско училиште Никола Карев беше шампион
на ниво на Македонија и тоа е еден сериозен потик дека има потенцијал женскиот фудбал. Значи може да кажеме дека Плоча е град на спортот. Па да, може да кажи, имајќи предвид дека се сеќам како мал, сегашниот мој покоен родител татко беше борач и беше тренер на борачите. Јас се сеќам дека сабота сабајле кога ќе излезевме и доаѓавме овдека на стадион, гледавме прва лига, го гледавме Согово овде, одевме на кошарка, го гледавме Деликатес, таму исто прва лига, доаѓа работнички МЗТ, сите тие клубови и недела преку ден одевме на борење, потоа имаше некој ракомет, така знам дека цел викенд беше опфатен со спорт и јас се надам дека Кочани тоа ќе го врати за многу брзо сега. И јас можам да кажам дека сте на вистинскиот пат. Ми беше многу мило што поразговаравме овде, мислам дека начнавме доста теми и пошто отвараме теми за некој следен разговор, во некое може и полабово издание и подолго издание каде што ќе може да продискутираме многу среќи успеси понатаму и со трета лига и со женската репрезентација и ете нели успех да му посакаме на новиот клуб во футсал кој што ќе настапи и да се гледаме и слушаме за увереници. Јас ви благодарам на вас пред се како новинари, како нели социјален портал, како телевизија, како мрежа, оно што го работите све за спортот и за фудбалот, верувајте ми, веќе секоја информација е достапна, секој сака да слушне и да го види оно што се случува во неговиот град, без разлика дали тоа општинска лига, трета лига, втора лига, прва лига, машки, женски, младински фудбал и слично. Поготово родителите имаат можност да се ги видат и децата кои што се уфатени во овој дел, секој може да добие информација за секој трансфер, продолжите така напорно. Јас знам дека некогаш нели се изморуваме од сето ова што го работиме, но вие сте на вистинскиот пат и мислам дека треба да добиете поттик и дека ќе имате сериозни проекти во иднина и дека да не кажам ајде како што е Арена, нели? Медиум, дека вие треба да бидете таков во Македонија. Уште наш благодарност и многу среќа понатаму. Благодарам на поканата на вас. Поштовани гледачи, ова беше се што подготвивме ова ново издание на Спортска мрежа. Не заборавајте да се претплатите на нашиот YouTube канал Спортска мрежа за цели понатаму да ги следите на новите случувања од македонскиот спорт.